Почитувани граѓани, пред нас е историска одлука за еднината на нашата држава. Од сите нас, без разлика на возраст, етичка или верска припадност, мораме да донесеме одлука еднаш за секогаш да ја осигураме еднината на нашата држава. Почитувани граѓани, изминативе години имавме председател кој државата ја носеше и ја враќаше назад. Со него на чело, благодарение на неговата некомпетентност, нашата држава стана изолирана и мета на подсмев. Не смееме да дозволиме да живееме во држава во која што председателот ќе биде заштитник на криминалните политики и активности на претходниот режим. Пред нас имаме една чиста, единствена и неповторлива шанса, истата ја имаме само на 5 мај. Од нас зависи дали на 5 мај, давајќи гласот за Стево Пендаровски, државата со засилено темпо ќе оди напред и да биде дел од европското семејство. Или, повторно начело на државата ќе имаме председател што ја кочи државата, председател кој самиот се нарекува залутан патник во политиката и председател кој што не си го познава сопствениот народ. Председател кој зборува за право и правда, а всушност беше нем посматрач и поддржувач на претходните криминални политики. Почитувани граѓани, на 5 мај не е за седење ново. 5 мај е ден на кој што имаме граѓанско право да го направиме правилниот избор. Единствена опција за светла иднина е заокружувањето бројот 3 на гласачкото ливче. И за крај, сакам да искористам оваа прилика да ја поканам сите на утрешниот митинг кој што ќе се одржи во градскиот трговски центар во Кочани во 19 часот. Заедно да го поддржиме тимот на Стево Пендаровски.